Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, денешната пресконференција е продолжение на рецензијата на најголемата политичка лага, наречена Живот за Македонија. Изминативе 3 години, покрај неуспехот на планот на реформите, покрај неиспораката на она кое што беше ветено пред граѓаните за време на предизборната кампања за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, општеството исполнето со примитивизам, декаденција, истовремено и со големи лаги, продолжува ние како ВМРО ДПМН продолжуваме со рецензија за истото. Денеска на дневен ред ќе биде делот во образованието. А на крајот од денешната пресконференција ќе се осврнам и на уште една лага која што е актуелна деновиве, а тоа е така нареченото зголемување на платите за професорите, наставниците во основното и во средното образование. Ќе започнам со едно ветување кое што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во периодот на предизборието во 2016 година го даде пред граѓаните со фокус на младите, а тоа е дека ќе имаме загарантирана шанса за младите, односно ќе се овозможи секој млад човек да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка на вработување во период од 4 месеци по завршување на школувањето. Со ова ќе овозможеле, како што велат, активност на секој млад човек веднаш по завршување на високото образование и ќе отвореле пат за нивен професионален развој. Ова активност воопшто не е почната. Понатаму, ќе го анализираме ветувањето за укинување на екстерното образование, односно тестирање, се извинувам. За волја на вистината, екстерното оценување е укинато, но со новиот закон за основното образование воведува така наречено државно тестирање. Предлозите се донесени без никаква претходна анализа. Понатаму, во најголемата политичка лага, наречена Живот за Македонија, велат дека ќе ги намалеле бројот на предметите. Бројот на предметите не е намален. Понатаму продолжуваат со лагите и со неисполнетите ветувања, па велат дека веднаш кога ќе ја формирале владата, ќе ги ослободеле децата од притисок по оценки во првите години од школувањето и оценувањето од прво до пето деление ќе било само описно. Каква е реалноста? Не е променет начинот на оценување со кој би се ослободиле децата од притисокот по оценки, тоест, да бидам попрецизен, од прво до трето деление е концептот описен, од четврто до шесто деление само на полугодие ученикот добива описни оценки, но на крај на годината оценките се повторно нумерички, со што ученикот не добива реална слика како ќе биде оценет на крајот од учебната година. Понатаму велат во најголемата политичка лага, во делот за образованието, која што беше презентирана пред граѓаните во 2016 година, дека ќе вовеле задолжително едногодишно предучилишно образование. Нема до овој момент никакви промени во системот на предучилишното образование. Понатаму, се обврзале во најголемата политичка лага, наречена Живот во Македонија, дека ќе ги мотивираат најдобрите училишта. И тоа, ќе ги мотивираат вработените во делот на месечните примања од една година во 12 месеци, односно вработените ќе добивале 20% поголема плата кај најдобрите 5 основни училишта на ниво на цела држава и 10% средни училишта на ниво на цела држава. Ова не само што не е реализирано, туку вакви средства не се предвидени ниту во буџетот за следната 2020 година. Понатаму, продолжувам да ја рецензирам најголемата политичка лага која што се случи во 2016 година, каде што Зоран Заев и СДСМ се обврзаа дека ќе формираат така наречен Институт за развој на образованието, тоест, да бидам попрецизен, Бирото за развој на образованието ќе се преструктурира
и ќе прерасне во Институт за развој на образованието. Нема до овој момент никаква промена во Бирото за развој на образованието. Продолжувам. Исто така, во најголемата политичка лага, Зоран Заев и СДСМ, наречена Живот за Македонија, предвиделе формирање на научно-истражувачки центри за талентирани ученици, што би опфаќало талентираните ученици ќе можат да се стекнат со дополнителни знаења, ќе се подготвуваат за државни и меѓународни надпревари и ќе започнат со посериозна истражувачка работа. Ваков центар до овој момент не е формиран, ниту пак се споменува дека ќе се формира. Понатаму продолжувам со рецензијата за најголемата политичка лага, која што Зоран Заев и СДСМ во предизборието за време на предвремените парламентарни избори ја презентираа пред граѓаните. Во делот на образованието, се разбира. За енергетиката зборувавме пред некој ден. Имено, се обврзале дека ќе издаваат поквалитетни учебници, бидејќи овие учебници не им биле квалитетни кои што тогаш ги затекнале. Каква е реалноста? До ден денес нема никаква повратна информација од државните комисии кои ги еволуирале учебниците кои што ги затекнале за основното образование. Тоест, да бидам попрецизен, нема нови учебници. Но и тие кои што постојат, доцнат со печатење и воопшто ги нема. Што значи дека и ова е уште една од сетот лаги кои што беа дел од најголемата политичка лага наречена Живот во Македонија. Да сумирам, а потоа новинарите и медиумите ќе можат да добијат детална анализа на 60 страни, која што е поврзана со рецензија на делот за образование, а кој што е составен дел од најголемата политичка лага за време на предизборието, за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година. Имено, би сакал да кажам дека најголемата лага која што практично ја кажа, а која што продолжуваат да ја кажуваат во периодот кој што е позади нас и предпоставувам дека ќе ја зборуваат во периодот кој што следи, е дека ги зголемуваат платите за наставниците и професорите во основното и средното образование. Имено, велат вака, ќе ги зголемеле платите на наставниците и професорите со тоа што за 2 години ќе изедначеле почетната наставничка плата со просечната плата во државата и ниту еден наставник немало да има плата пониска од просечната исплатена плата во Република Македонија. Најниската плата во моментот за наставниците е 21.660 денари, а во средно образование 22.500 денари. А просечната плата е на нивоот 25.270 денари. За жал, од ветената просечна плата од 500 евра нема ни трага ни глас, па дури и на ваков тип и на ваков начин на кој што се обидува интервенционистички, без било каква квалитативна анализа, владата расипнички да ги троши народните пари. Но во ред, јас би сакал да продолжам со таа анализа, која што се однесува на платите на наставниците и професорите во основното и средното образование. Зошто е тоа важно? Затоа што изминативе денови видовме како сето тоа се експлоатира од страна на авторот на најголемата политичка лага, а тоа е Зоран Заев, наречена Живот за Македонија, затоа што лажењето ќе продолжи и во периодот кој што следува. И лажните ветувања и обидот за манипулации ќе продолжат во месеците кои што следуваат, се до организирањето на предвремените парламентарни избори, затоа што имаме уплашен човек кој што знае дека ќе се соочи со одговорноста веднаш после катастрофалниот пораст на 12 април 2020 година. Имено, каква е реалноста? Во моментот, просечната плата исплатена заклучно со октомври месец 2019 година во средното образование е од прилика 23.680 денари. Со предвиденото
10% зголемување од 1 јануари 2020 година, оваа плата ќе биде 26.000 денари. Но кога не би имале работа со лажливци, кои што, освен што лажат, манипулираат, тогаш може би и би верувале дека навистина станува збор за зголемување на платата на наставниците и професорите. Имено, ова пред мене, колективниот договор, кој што го имаат подпишано синдикатот, Министерството за образование и наука во 2010 година. Во овој колективен договор, јасно, во членот 34 и членот 35 се дефинира што значи најниска плата во образованието и како се пресметуваат нето платите на вработените во образованието, вклучително и образовниот кадар, но и вклучително и техничкиот персонал, кој што е дел од образовниот процес. Имено, за наједноставен коефициент, а тоа е група 1, е избран коефициентот на сложеност 1, кој што се дефинира како едноставна рутинска работа за обавување на работни задачи. Од овде започнува да се пресметува платата нето на секој вработен во образованието од коефициентот 1. А коефициентот 1 одговара на минималната плата во државата. Според Законот за минимална плата, кој што до сега е во функција и кој што е правосилен, минималната плата во бруто износ во државата изнесува 17.943 денари или во нето износ околу 12.500 денари. Според се уште важечкиот закон за минимална плата, ова е минималната плата која што треба да се исплаќа во периодот април месец 2019 заклучно со март месец 2020 година. Според колективниот договор, кој што претходно го споменав, професорите во средното училиште и наставниците во основните училишта имаат коефициент на сложеност во подгрупа 3 од 2,533. Според членот 34 и 35, платата се добива кога овој коефициент ќе се помножи со минималната плата или таа денеска требаше да изнесува 31.660 денари. Тоест, да бидам попрецизен, за 5.660 денари повеќе од тоа што е предвидено со покачувањето од 10% кое што овие лажливци им го понудија на професорите во основното и во средното образование. Доколку продолжат и понатаму на начин на кој што до сега функционира да ги манипулираат граѓаните, доколку продолжат на начин на кој што водат политика, тогаш продолжуваат и лагите на овие луѓе. Имено, со зголемувањето на минималната плата, која што е во процедура во парламентот, на ниво од 14.500 денари, тогаш платата, согласно Законот за минимална плата и согласно колективниот договор на професорите во основното и средното образование треба да биде 36.700 денари, односно 10.700 денари повеќе од тоа што во овој момент е предвидено со зголемувањето од 10%. Налагата и нема крај, но порано или подоцна вистината излегува на виделина. Оваа влада во заминување ќе замине како најнеспособна влада во историјата на независна Македонија. Доаѓа влада реформска, доаѓа обнова за Македонија, која што ќе го почитува Законот за минимална плата и која што ќе го почитува колективниот договор. И ова што денеска оваа влада им го оневозможува на вработените во образовниот сектор, во основното и во средното образование, за среќа нивна е во заминување. Доаѓа влада која што ова ќе им го овозможи. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ве молам, повелете. Практично на овој начин
Практично на овој начин ветувате дека 600 евра ќе биде платата на професорите. Ние ветуваме почитување на законот за минимална плата и почитување на колективниот договор. Тоа што сме го зборале во минатото, а што е дел од нашите принципи на функционирање, ќе биде и наш принцип на функционирање во иднина. Почитување на законите и почитување на врските кои што владата ги презела. Доколку немавме ваква екзибиционистичка монетарна политика на Зоран Заев, ние денеска ќе ги имавме овие примања кај вработените во основното и во средното образование, а не овие лажливи ветувања кои што ги дава Зоран Заев. Ова е реалната слика и ова е согласно законот за минимална плата и колективниот договор кој што го има подпишано синдикатот и кој што го има подпишано Министерството за образование и наука. Се што е под ова е манипулација и лажење на вработените во образованието, пред се тука мислам на основното и на средното образование. Веќе кога зборуваме за платите, премиерот вчера најави изголемување на пензиите до 900 денари. Може ли ваш коментари околу тоа? Видете, граѓаните треба да си го постават прашањето зошто токму сега ова го прави Зоран Заев, зошто тоа не го правеше 3 години поред. Одговорот е многу едноставен. А одговорот е дека станува збор за уплашен човек кој што се плаши од одговорноста после 12 април 2020. Уште многу лаги ќе се изнаслушаме до почетокот на кампањата. Уште многу лаги ќе слушаме за време на кампањата. Но народот е мудар, народот знае да оцени и народот ќе заокружи таму каде што најмногу има доверба. Јас сум убеден дека довербата нема да ја добие човекот кој што е символ за лагата, неспособноста, декаденцијата и примитивизмот во Македонија. Неговото двојно лице, неговиот двоен карактер, покрај тоа што во минатото можевме во многу пати да го забележиме, тоа денеска доаѓа до израз, бидејќи, како што кажав, е уплашен. Имено, зошто ова го велам? Затоа што во минатото на 3 пати им ги намали пензиите на пензионерите, укинувајќи го пондерот со кој што се нивелира, изедначува еднаш годишно пензиите, а кој што се однесуваше на просечната плата во државата. Законот беше јасен. Пондерот 50% значеше нивелација на пензиите визави порастот на трошоците за живот и 50% значеше за порастот на просечната плата. Бидејќи со интервенционизам, со методи кои што се познати за едно минато време, без економска логика, ја качија платата, просечната плата во државата, видоа дека тоа ќе се рефлектира кај пензиите и го укина вториот столб, односно вториот пондер, и остана само едниот пондер, а тоа е пондерот каде што се нивелираат пензиите само за порастот на трошоците и затоа денес имаме во најголем случај намалени пензии или пак зголемени пензии за символични 36 денари. Ние пресметавме, станува збор за финансиски средства кои што не им беа исплатени на пензионерите со интервенција во законот за пензиско и инвалидско осигурување, некаде околу 1400-1500 денари во изминативе 3 години. Сега, како што слушнавме вчера, во буџетот од 2020 година предвидена е мерка за зголемување на пензиите за отприлика 720 денари, што значи дека имаме најпрвин кратење од 1400 во изминативе 3 години, за да сега имаме зголемување од 720 денари. Тоа е уште еднашка двојното лице на Зоран Заев. Затоа тука треба секој од нас да си го постави прашањето. Зошто во минатото кратеше, а зошто денеска зголемува? Ке повторам, уплашен е он, уплашени се сите околу него, затоа што доаѓа одговорност после 12 април 2020 година. И ќе ви повторам, во периодот кој што следува, ќе се изнаслушате се, буквално се, и тоа кое што најмалку сте верувале дека ќе го слушнете од премиерот на државата. Но јас верувам во мудроста на граѓаните, верувам во мудроста и на медиумите да оценат каде е вистината. Имате доста критики за буџетот за следната година. Ме интересира проекцијата на буџетот за растот на економијата е 3,8%. Очекувате ли дека навистина економијата ќе порасне со оглед на тоа што ќе имаме избори и 6 месеци економијата ќе каска зад политиката? И дали, доколку ВМРО ДПМН дојде на власт, ќе направи ребаланс на буџетот?
загрижувачка е првичната анализа која што ја направивме, а е поврзана со буџетот. Деновиве ќе имаме подетална анализа. Растот на економијата е предвиден на ниво од 3,8% и тој се темели на зголемената потрошувачка, колку што успеав да го разберам. Значи не се темели на зголемената активност на компаниите, не се темели на зголемената активност на преработувачката индустрија, не се темели на зголемување на директните странски инвестиции, туку се темели на интервенционизам кој што е познат за некои минати времења. Прва работа што ќе се случи е следна. Тие трошат пари кои што ги немаат, затоа што треба да се задолжат 1 милиарда евра, а тоа се наши пари, вие треба да ги враќате. Граѓаните на Македонија треба да ги вратат. Тие пари ги нема во буџетот, ниту пак според проекциите ќе дојдат во буџетот. Туку треба да се поземат на меѓународниот и на домашниот финансиски пазар, околу 1 милиарда. За волја на вистината, околу 17 милиарди денари, еве од прилика 300 милиони евра ќе биде финансирање на буџетскиот дефицит, кој што е проектиран на ниво 2,3-2,5%. Останатото со обврски од порано, превземени за државни гаранции, други записи и така натаму, но нето задолжувањето е 460 милиони евра. Ако тоа се додаде на веќе постоечкиот долг од 4 милиарди и 500 милиони евра, значи ние имаме задолжување од 10% изголемено, а раст на бруто домашниот производ од 3,8%, што значи ние ќе имаме нето задолжување од 6,2% и се стремиме кон алармантна црвена зона. Зошто ова го зборувам? Ворете вие да позајмите пари. Ворете и повеќе од 1 милиарда. Но доколку тие пари вас ви донесат 2 милиарди, но доколку вие позајмите 1 милиарда и тие пари ги потрошите и велите дека растот на бруто домашниот производ се темели на потрошувачката, а не на индустријата, не на странските инвестиции, не на преработувачката индустрија, тогаш тоа е исто како да земете кредит, ја заложите вашата куќа, поминете еден прекрасен одмор, поминете едно одлично зимување, ќе ги потрошите парите што сте ги зеле, кога ќе дојде ратата да се плати, ќе се мислите како ќе ја платите. Но тогаш ќе дојдат и по вашата куќа, и по се кое што сте го заложиле за да го одбиете тој кредит. Со оваа политика екзибиционистичка, политика all in, со примитивни настапи од типот баклавата, од типот тепсијата, од типот мало сутра, ние не можеме да развиваме Македонија. Македонија ја водат во амбис. Македонија денеска е на колена и Македонија, за жал, водена од ваков тип на неискусни екзибиционистички политики, се води кон грчкото должничко сценарио. Среќа што ова влада е во заминување, доаѓа одговорна влада, која што ќе има стратешки пристап, влада која што знае како да ја развива Македонија, влада која што ќе има план и тој план многу скоро ќе го презентира пред граѓаните. Јас не сакам понатаму да го коментирам екзибиционизмот, примитивизмот и декаденцијата која што доаѓа од Илинденска број 2, од првиот човек кој што е најодговорен за единината на граѓаните, но морам да заклучам дека досега, играјќи all in, губеше државата, губеше нацијата. Денеска губиме ние сите поединечно со оваа негова игра all in. Човек кој што знае дека 3 години водел домакински, честни политики, нема зошто да игра all in. Нема потреба да ризикува единината на неродените генерации, единината ваша и да не срамува сите нас. Едноставно, треба да излезе на избори, треба да победи или загуби, доколку загуби да подаде рака на подобриот и да замине во политичка пензија. Денеска ние гледаме изгубен човек, уплашен човек, човек кој што знае дека доаѓа одговорноста после 12 април 2020 година. Кога ќе ги видиме состојбите во институциите, тогаш би можеле да зборуваме за детали. Ова што денеска го гледаме е загрижувачки, затоа што новата влада би се формирала таму негде крајот на април месец, почетокот на мај месец, што значи дека првите индикатори би ги имале крајот на мај месец, почетокот на јуни месец. Тоа не значи дека
овие желби на Зоран Заев и во делот на приходната страна ќе бидат реализирани. Така што треба да видиме како ќе биде и приходната страна, а потоа да зборуваме за расходната страна. Па погледајте ги во буџетот капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции се помалку од 2019 година. Не ги споредувате со ребалансот. Ребалансот е намален за 50 милиони евра капитални инвестиции, а нема да реализираат ни 40% од тоа што го предвидува и во ребалансот. Погледайте го она кое што беше предвидено на почетокот од 2019-та. 29 милиарди 950 милиони денари. Околу 420 милиони евра. Ние денеска имаме за 5% поголеми расходи, а за неколку проценти помалку капитални инвестиции. Како ќе развиваме ние државата? Врз основа на што ние ќе се развиваме? Навистина не можам да разберам. И јас ова го зборував на една пресконференција, дека следува играта all-in на Зоран Заев, но со вас и со генерациите кои што се неродени. Тоа е она кое што денеска ни се случува. И ова не се ниски страсти. Ова е предупредување за сите граѓани. Дали ваква all-in игра заслужува било каква подршка или осуда. Но јас сум уверен во мудроста на граѓаните, која што јасно и недвосмислено ќе кажат на 12 април 2020. И сега ќе стигне некое помалку бледо соопштение, предпоставувам од Бихачка, ќе не враќаат 10-12 години наназад, а притоа ќе заборават дека се трета година во влада и дека прават нешто кое што ја загрозува единината на сите нас. Предпоставувам такво нешто ќе се случи после денешна моја пресконференција. Но реалноста е трагична. Реалноста е лоша и ја мразам да зборувам вакви зборови затоа што сакам да понудиме надеж, сакам да понудиме идни на јасен план на граѓаните. Луѓето се разочарани, се селат секојдневно. Но за жал, на дневна основа имаме потфрлања, примитивизми и декаденција. Вчера имавте состанок на извршниот комитет, Игор Јанушев беше избран за шеф на изборниот штаб. Какви други одлуки имаше извршниот комитет и дали има некаков ефект на што понудивте на невладините организации и коморите да се вклучат во креирањето на вашите... Да, има ефект. Има веќе интерес од голем дел од невладините организации, од луѓе кои што биле аполитични, кои што не биле активни во политиката. Има ефекти од други здруженија на граѓани, но имајќи го предвид актуелната состојба во државава, не би сакале да излегуваме со конкретни имиња уште од сега, затоа што следниот ден може да се премислат да дојдат на состанок, како што тоа нас не се случи неодамна со една таква синдикална организација, да прво потврди, а потоа се премисли. Така што важен е резултатот од акцијата. Резултатот е да имаме квалитетни решенија, да имаме јасен план за единината на државата и да понудиме надеж пред граѓаните. Да не нудиме веќе работи кои што ќе значат пораз на граѓаните. Тоа е важно. И мислам дека квалитетни предлози се пристигнати. Разговаравме за дел од тие предлози, разговаравме и за акцијата обнова на Македонија, разговаравме за актуелната политичка економска ситуација во државата, отприлика 4 часа траеше состанокот на извршниот комитет. Господинот Игор Јанушев е избран за претседател на Републичкиот изборен штаб, следат насоки до општинските организации, формирање на општинските изборни штабови, до ниво на местните изборни штабови и така натаму, така што ВМРО ДПМН е подготвено за следните предизвици кои што вклучуваат и предвремени парламентарни избори. Господин Мицковски, како ја оценувате вчерашната средба меѓу претседателите Макрон и Пендаровски? Може ли да сметаме дека ситуацијата е појасна по оваа средба и дека средбата беше успешна? Па според информациите јас кои што ги имам, станува збор за неколку минутна средба, имајќи го предвид делот на преведување и слично. Колку може да се каже во неколку минутна средба и да заклучиме дали била успешна или неуспешна, јас навистина не би бил до толку храбар да се впуштам во било каков таков коментар. Јас се надевам дека од сите овие средби и активности кои што ги имаме ќе произлезат успеси за државата, бидејќи тоа ни е најважно, но до она што го слушам и го читам во медиумите, но и оние информации кои што стигаат до мене, non-paper, практично документ е испратен од страна на Франција до Европската Унија, кој што практично ги инкорпорира оние реформи кои што цело време беа предмет на јавноста и во Брисел, но и овде кај нас.
и од она кое што доаѓа кај мене како информација, постои можност да повторно во мај месец за време на Загребскиот самит да се најде прашањето за отпочнување преговори со Македонија и со Албанија. Дали ќе биде резултатот позитивен и негативен, претпоставувам ќе зависи од нас. Знаете, еден од условите кои што јасно го кажа Франција е да имаме фер и транспарентни и демократски парламентарни предвремени избори. Така што одговорноста е пред се кај владата, но истовремено одговорноста е и кај опозицијата. Не е само одговорноста кај политичките партии од власта, туку и кај политичките партии од опозицијата. Господин Мицковски, имајќи ги предвид условите во кои што функционира мнозинството и информациите кои што неофицијално доаѓаат па и од двата најголеми табори во мнозинството, колку сте убеден дека ќе има избори на 11 април? Дали има шанси да нема избори на овој датум? И уште една информација, некои неофицијални информации од вашата партија говорат дека на изборите ќе излезете со листите ќе ги водат луѓе што не воделе листи, барем во најголемиот дел. Дали е ова точно, дали имате разговарано на оваа тема или само се внатре партиски шпекулации? Еве ќе започнам од второто прашање ваше. Да, во моментот течат мерењата на јавноста во општините каде што планираме да од каде што ќе бидат кандидати за пратеници во изборните единици. Најголемиот дел, можеби и комплетно целосно, ќе бидат луѓе кои што до сега не биле носители на пратенички листи. Истото ќе биде и со составот на пратеничките листи. Најголемиот дел би биле луѓе кои што до сега не биле пратеници во рамките на парламентот на Република Македонија, но на крајот од денот мерењата ќе го дадат одговорот на ова ваше прашање, понатаму распрашувањата кои што ги имаме како методологија и така натаму, и сето тоа ќе треба Централниот комитет да го потврди. Што се однесува до датата која што ја определивме 12 април 2020 година, јас не сакам да верувам дека е можно одложување на овие предвремени парламентарни избори, затоа што тука ќе има две лоши работи. Првата лоша работа е ќе немаме фер, демократски и чист изборен процес, кој што и сега не. Чист, ќе ве потсетам, ВМРО ДПМН има замрзнат имот, не можеме да располагаме со имотот на нелегален начин, комплетно со кршење на законите, се уште, како политичка партија. Гледаме како практично се раскрчмува државниот буџет, како се расфрлаат за советувања приениците на СДСМ, Зоран Заев и останатите, класична злоупотреба на институциите, практично сето она кој што го критикуваа годините наназад, го усовршија и го надградија и практично денеска имаме една навистина лоша ситуација кога зборуваме за изборниот процес, но и тоа нема да им помогне. Следува огромен пораст на следните предвремени парламентарни избори, бидејќи народот не верува повеќе. Не верува, но јас повторно ќе се вратам на почетокот од одговорот. Јас сакам да верувам дека ќе има, бидејќи на тој начин се доведува до познак прашање легитимитетот на следбите кои што се случуваат кај господинот Пендаровски, бидејќи тој во својство на претседател на државата ги собра лидерите на политичките партии, тие постигна договор. Ако како лидери на политички партии, како луѓе кои што се одговорни за општествената клима во државата, ние ги менуваме работите преку ноќ, тогаш навистина прво не ја гледам причината зошто сега понатаму да учествуваме на такви лидерски средби како опозиција и каков пример ние ќе дадеме кон граѓаните ако вака екзибиционистички водиме политики. Јас не сакам да верувам дека ќе имаме повторно ситуации во однесувањето на Зоран Заев и на парламентарното мнозинство, ајде така да го наречам. Договорот е договорен, како што знам и СДСМ го екипираше нивниот изборен штаб, генералниот секретар го води, ние го екипиравме, претпоставуваме останатите политички субјекти тоа го прават. 12 април 2020 е денот кога практично ние ќе дознаеме дали блескаме или полошо никогаш не било. Така што не сакам да верувам дека е можно одложување на предвремените парламентарни избори. Господин Мицковски, во контекст на одговорот, првиот одговор што му го давте на
колегата од Сител, дали личностите што ќе ги предводат листите на ВМРО ДПМН ќе бидат личности кои што доаѓаат од јадрото на ВМРО ДПМН, односно од општинските комитети, или тоа ќе бидат личности познати во јавноста кои што Анкетираме повеќе личности, и тие што се дел од јадрото на ВМРО ДПМН, и луѓе кои што се воопшто не се политички определени, кои што се познати општествено, луѓе кои што се дел од тимот на стратешки соработници, така што ако ви кажам дека во моментот повеќе од 500 имиња анкетираме на ниво на Македонија, кои што би биле на листите и кои што би биле носители на листите. И второто прашање кое што исто така се однесува на изборите, што е со изборниот законник? Минатата недела имаше информација дека се речиси завршени разговорите, дека е постигнат одреден консензус на работните групи во Министерството за правда. Кога тој ќе влезе во собрание, кои се информациите последни во однос на ова? Видете, точно е тоа, дека имаше првична средба, но на таа средба е договорено да нема буквално никакви информации од тоа што таму се разговори, затоа ме чуди како е дошле тие информации до вас. Јас ќе се задржам на принципот, а тоа е дека ако се каже нешто, ако се договори, ако се даде збор, па макар кога станува збори со СДСМ и со Зоран Заев, барем ние да си го отпочитуваме нашиот збор, така што не би навлегувал во деталите на тоа како се водат преговорите, но можам да ви потврдам дека имаше првична иницијална средба. Коментар, две прашања имам, едно на темата, едно надвор од темата. Коментар ваш за изјавата дека 17.000 денари се доволни за да се преживее еден месец за едно 4-члено семејство. И второто ми е исто ваш коментар. Денес од Кривичниот суд соопштија дека судиката Васка Николовска-Масевска ќе биде судиката која што ќе го води предметот рекет. Судиката е братучетка на председателот на судот Иван Џолев. Дел од експертската јавност и бивши представници на правосудната власт сметаат дека е злоупотребен АКМИС системот за да се намести предметот кај судија кој што ќе биде од корист на обвинетите. Коментари за тоа. Јас не би можел и не сакам да навлегувам и да верувам дека е можна злоупотреба на АКМИС системот, затоа што принципиелно нашиот став е дека нема да дозволиме мешање на политиката во судството и обвинителството. Ке се вратам на почетокот од денешната пресконференција, за среќа ова влада во заминување за неколку месеци од сега ќе биде историја. Ќе дојде некоја нова влада која што навистина ниту пак ќе има намера, ниту пак ќе сака да интервенира во АКМИ систем или нешто слично. Не сакам да верувам дека е интервенирано во тој АКМИ систем во насока на тоа да се нарача судија кој што ќе досуди помала пресуда или пак нема да досуди пресуда, ќе биде ослободителна пресуда за случајот рекет. Оставам на јавноста, оставам на цивилниот сектор да се позанимаваат со оваа тема и доколку се констатира таков тип на девијантно однесување, тогаш очекувам да се сносат со последиците на таков тип. Инаку не би сакал да коментирам и се трудам изминатиот период да коментирам било какво замешателство на политичарите во рамките на обвинителството и на судството. Ја прокоментирав изјавата на обвинителката Русковска, бидејќи неја говореше вистината, се однесуваше на мене лично и се почувствував за потреба да ја информирам јавноста за вистината, не да спорам или да навлезам во некаква дебата со Русковска. Затоа и тогаш се дозволив да коментирам. Нити во минатото, нити по војнина би сакал да верувам дека такво нешто е возможно, да може да се нарачуваат судии преку АКМИ системот. Тоа е второто прашање. Првото прашање беше поврзано со... Да. Тоа е навреда е, затоа што непријатно е кога министер за труд и социјална политика не ја знае цената на потрошувачката кошница. Но тоа е одлика на политичари кои што се одлепени од реалноста, кои што во удобствата и привилегиите кои што ги уживаат забораваат за тешкиот и мачен живот кои што го имаат граѓаните. Таа навреда ќе има определени реперкусии, тие реперкусии граѓаните ќе имаат можност да ги артикулираат и во периодот кој следи, но и на 12 април 2020 година. Добро е за време на владина седница истата таа министерка да ги советува оние малку
побогати министри кои што се во владата и незини колеги кои што пријуваат милионски анкетни листови да се обидат да го поминат месецот со нивните 4-члени семејства со таа сума која што таа ги кажа, или пак таа самата, да се обиде да ги заборави скапите обувки, да ги заборави скапите ташни и облека и да ги помине месецот со 17.000 денари. Така што од една страна покажуваат грижа за најранливите категории, за најсиромашните слоеви во државата, од друга страна брутално ги навредуваат со иронија и со сарказам, трудејќи се да спечелат некои политички поени. Но тоа е двојниот карактер на овие луѓе кои што, ќе повторам, и не случајно правиме рецензија на најголемата политичка лага, затоа што во периодот кој што следува само лаги ќе се изнаслушаме, заклучно со таму некаде 10 април 2020-та, кога ќе започне молкот во предизборието. Затоа и ги правиме овие лаги, да ја подсетиме јавноста, да се присетат за сето она кое што беше ветувано, да се присетат и за жицата, да се присетат и за 500 евра плата, и за 100.000 за докторите, и за пензии покачени, и за странските инвестиции, и за зголемени субвенции, и за загарантиран откуп, и за жицата да се присетат, и за колнењата, за се да се сетат, кој ги кажуваше и што кажува денеска. Треба сите ние да се сетиме и да изгладиме поука од сето тоа. Ова е само дел. А потоа да се подсетат и на полчето, да се подсетат и на шамарите во една општина, да се подсетат и на цигарите, еден меѓуграничен премин, да се подсетат и на оној градоначелник што ги снима вработените, и на пранкерите да се подсетат и на Луи Витон куферот и на ред други работи да се подсетат кога ќе ја носат одлуката дали вреди 700 денари човечкото достоинство. Јас верувам во мудроста на граѓаните и убеден сум дека Зоран Заев ова што го прави дополнително ги иритира чувствата на граѓаните во Македонија. Едно прашање го заборев. Еден од најбитните сектори во техничката влада е Министерството за внатрешни работи. Имате ли донесена одлука кој ќе го води тоа министерство? Не, одговорив на тоа прашање неколку пати во минатото, втора половина на декември ќе биде донесена одлуката.